велите? Да ми една чаша блако, едно лут. Едно благо, едно луто. 30 денара е ченката. Овака почнува работниот ден за 66 годишната Радица, која од рано изутрината од другата страна на тезгата на зелениот пазар во Скопје со насмевка им ги нуди своите производи на купувачите на -2 степени. Пазарите во Скопје од секогаш биле местото каде што може да се види лицето на животот на обичните луѓе во Македонија, кои тука доаѓаат не само од метрополата и периферијата, туку и од други градови за да заработат за парче леп. Јас и син ми се занимаваме со земјоделие. Друг никој. Мажот ми почина, снаата оди на работа и така. Само ние двајца, 2 внучиња имам. Тој не е вработен. И така. И како можеме да се прехраниме со ова? Ништо. Денеска дали ќе земаме илјадарка или не? Прашање дали ќе земаме илјадарка. Затоа тешко, многу тешко и ладно. Така ја почнува приказната Мира од Скопско Ново Лисиче, една од многумината кои стравуваат од нови проблеми почнувајќи од нова година, затоа што новото решение предвидува право на работа на тезга да немаат хонорарци, вработени пензионери. Исто така се планира тие што ќе продаваат на тезга да извадат и лиценца. Надлежните велат дека целта е да се регулира работата на пазарите, но трговците стравуваат за својата екзистенција. Откако фирмата во која што работела отишла под стечај, оваа жена се согласила да работи каква била честна работа, само за да го прехрани семејството. Јас имам од мажот, мислиме, не пензија, тој е починат 8.000. Ај живети со 8.000 да те прашам. А колку толку може, нема многу придонеси од тука, лиете пак врти секојдневно со парата. Тоа е работата. Од друга страна, трговците наведуваат дека месечно заработуваат само за храна и давачки, но оти со лиценцата нема да останат нито толку. Радица се присетува дека имало денови кога и на -10 работеле и заработувале само да обезбедат оброк за себе и семејството. Нагласува дека работа има се помалку. 5550 плаќаме за тезгата само, секој месец. 9000 ни е дано годишен. Ето е рачно колку излегува во цела година пари што даваме ние, 1000 и колку евра. Значи ете ги парите, ние што треба да ги заработиме, кај ни идат нас. Судот ја демантира приказната дека младите луѓе не сакаат да работат на пазар, но е единствениот кој работи во семејството. Кажа дека условите во кои работи се неадекватни, особено во зима, кога температурите паѓаат под нула, а пазарот е само надпокриен. И ние ќе бегаме надвор како сите што избегна млади. Тука све пензионери се. Значи не може на студот ние да плаќаме лиценца, да плаќаме све, а да седеме на студот. На пазарите во Скопје најголем дел од трговците што може да ги сретнете сега од 50 до 60% се пензионери. Се е поврзано со љубов кон земјоделството, дури и кога тоа не е лесно за нив. Баба Бисера, како што ја викаат муштариите, сама ги произведува производите што ги продава и на тој начин без пензија обезбедува дополнителен приход за себе и семејството. Ладно, ма мораме да идеме, за динар се мучи човек, кој немаш пари мора да идеш. Стариот има пензија, со неја се крпиме, друго немаме пензија, ја немам пензија. 80 години имам. Продавачите на пазарите истакнуваат дека најмногу може да се заработи од јуни до септември, кога има најразновиден зеленчок и овошје, а оти најтешко е во зима. Има и такви кои задоволно се смешкаат, иако надвор е студено. Може би некој од нив денеска ќе заработат повеќе и ќе обезбедат ручек за себе и семејството. Но неизвестноста како ќе биде по нова година со новите решенија останува присутна кај сите на пазарот. Ма ќе откажеме тезгите и ќе си седиме дома. Јас со 7000 пензија можам да издржам? Не.